Ромите уште од 70-те, 80-те години почнаа да одат како азиланти у Германија. Значи, соно на ромите е Германија. 26 месеца бев, близу време. И како таму поминавте? Како живеевте? Таму е супер. Овде не вали. Но сите сме свесни тука кој живее ромската популација. Сите знаеме да се прошетаме низ ромското мало, самата слика кажува се. Не гледаат како луѓе овде. Како прво прашање е тоа. Со кој да сум седнал да разговарам, значи секој траже спас надвор од Македонија. Перспективата не е таа што е таму и тука. Јас имам информација дека во ноември минатата година во Германија имаше 8000 активни баратели на азил од Република Македонија. Ако добијам прва прилика, се враќам одма. Ние немаме официјална бројка, не располагаме со официјална бројка колку жители на нашата општина побарале азил во некоја држава и се вратиле назад. Дека не се доволно упатени за тоа што ги чека кога ќе се вратат. Треба да добијат права да се на исто ниво со сите останати македонски државјани. Секторот за социјална заштита кој е формиран 2 години веќе, како рековте, постои, би бил можеби најсоодветен за тоа. Локалните центри за повратници ќе се отворат доколку само општината покаже интерес. Многу јасно пишува во ова програма. Значи, на ниво на Македонија, ниједна општина не покажала до ден денес интерес да отвори таков локален центар. Многу жално што сите тие документи, сите тие планови, програми, стратегии се прават и останат на харта. На локално ниво ние ќе работиме, но тоа треба на национално ниво. Не се свесни на национално ниво за постоење на овој проблем и на постоење на оваа група. Да има размена на искуства, размена на информации помеѓу не само националните институции, локалните институции, за ние да сме искоординираме, да можеме да го решиме овој проблем. И затоа тргаме од локалното ниво кон националното и се надеваме дека на овој начин информацијата ќе допре до министерствата и надлежните институции.